Македонија е на врвот во светот заедно со Ирак, Либија и Суринам, како држава со најбрзо растечко ширење на COVID-19, објави синоќа угледниот американски весник New York Times. Според New York Times, Македонија е помеѓу 7-те држави во светот каде COVID-19 бележи најбрзо растечка прогресија во последните 2 недели. Желбата за да му се удоволи на Зоран Заев, нелекарскиот и непрофесионалниот пристап на Комисијата за заразни болести, која има желба да му удоволи на Филипче, не ставаат во друштво со Либија, Ирак и Суринам. Задоцнетите мерки, прераното разлабавување на истите, лошиот пристап со справувањето на епидемијата од страна на удоволувачите на СДСМ не донесува во ситуација како држава да го живееме вториот пик и тоа во јули. Неодговорноста на двоецот Заев и Филипче, несоодветните мерки допринесоа од 1 јуни до 12 јуни да имаме зголемување на бројот на заразени за скоро 1500 наши сограѓани. Бројот на активни случаи да се триплира, а бројот на починати да порасне за 38. Имено од почетокот на диагностицирањето на COVID-19 во Македонија до 30 мај се регистрирани 2164 случаи, а од 1 јуни до 12 јуни дополнителни 1480 случаи. Ова е пораз на здравствените политики, пораз за Комисијата за заразни болести, која му удоволува на Заев и Филипче и нивниот политикански, политички, а не лекарски пристап. За само 12 дена бројот на заразени се зголемил за повеќе од половина. Власта е целосно неспособна и не знае и не може да се справи со ситуацијата. Потребен е професионален и експертски пристап. Македонија тоне со СДСМ. ВМРО ДПМН е различно од СДСМ. Со СДСМ добивме хибриден режим, хибридни мерки, криминал, корупција и сиромаштија. Ви благодарам на вниманието.